Благодарам, председателе. Почитувана колешке Марковска, да се вратиме на вашиот одговор, да се вратиме на буџетот, бидејќи граѓаните, верувајте, не ги интересира тоа од кого и колку сте искомплексирана, изфрустрирана и воопшто граѓаните не ги интересира према кого и колку чувствувате гнев. Она што ги интересира граѓаните тоа каде и на кој начин се трошат народните пари, бидејќи вие континуирано се однесувате како тоа се ваши пари, како дома да ги носите, па нешто добротвори тука изигравате и не разбирате дека тоа се пари на граѓаните и се живо заинтересирани каде им одат. 4,5 минути зборувавте повторно како сте други за милиарди. Толку милиарди за ова, толку милиарди денари за тоа, па не знам ки имало дефицит милиарди и повторно пети ден денеска повторно ве прозивам да им кажете на граѓаните каде се клучните проекти кои што ги ветувавте. Колешката Лашковска зборуваше за дел од патната инфраструктура, еве јас ќе продолжам со енергетската инфраструктура, до каде е Чебрен, до каде е Галиште, до каде е Бошков мост, до каде е железницата, ќе ја има или ќе ја нема. До каде е клиничкиот центар, има ли пари предвидено во овој буџет за клинички центар, повторно ли ќе се лечиме во стариот клинички центар, повторно ли ќе губиме време, години и години, кажете им на граѓаните дека од нивните пари, сето она што е крупна инвестиција, ништо немате ставено во буџетот. И кажете им на граѓаните колешке Марковска каде завршуваат нивните пари. Кажете им на приватните компании зошто се фалите дека сте исплатиле милиарда и 150 милиони евра помош, а сте исплатиле само 470 милиони евра. Граѓаните ги интересира каде се 650 милиони евра. Дали ги немаме да ги исплатиме, дали се некаде испарени. И тоа се прашањата кои што граѓаните ги интересира и вие им должите одговори. Тоа што ќе кажете дека некој бил очаен, верувајте дека единствените кои што се очаени се граѓаните и оваа држава која што е газена од ваша чизма. Тоа е само очаено, колешке. Друго ништо не е очаено. Вие не сте очаени, вас ви е супер. Ама на народот не му е. И ве молам, одговорете ми крупни инвестиции. Зборуваме за буџет од 4 милиарди и 150 милиони евра. Вие имате определени ветувања дадено. Изборувате кој каде губел на избори. Не е тоа важно и вие изгубивте у Ѓорче Петров. У 3 години 2 пати имаше избори, 2 пати се делегитимирани како СДСМ. Значи тоа не е битно сега. Сега е битно каде ќе ги трошите парите на народот. Пари кои што не се ваши, колешке. Кажете кој ви е планот, ќе помогнеме ние за нови вработувања. Кажете дали имате план за нови работни места. Што ќе помогнете на вие 52.000 луѓе што станаа без работа. Како, кажете ми, колешке, 150.000 луѓе што имаат намалени плати ќе поминат од први до први. Затворивте угостители, динар не им помогнавте. Тоа ги интересира народот, а не вашите фрустрации и комплекси. Благодарам.